Сузе, среќен празник на тебе. Посакувам да ќе речам на една прекрасна, успешна, реализирана и борбена жена како што си ти. Ќе посакам среќен на 8 март и на колешките во режија, доколку има некоја на смена Благица или Ива, доколку се таму среќен 8 март девојки, и секако среќен на празник за припадничките на понежниот пол кои што се покрај малите екрани на Алфа телевизија и од рано наутро не следат. Токму така, Сузе, ќе зборуваме во продолжение за еден книжевен базар за сите оние кои што ние сме по природа луѓе кои што во 5 до 12 купуваме подароци. Денеска, доколку се уште не сте купила подарок, и денеска одите да купите подарок за вашата сака, за некоја од вашите жени кои што ви се во вашето обкружување. Одличен предлог е на книга. Речи се секоја жена милува да чита книги. Книжевен базар се одржува токму овде во просториите на Веро центарот, каде што сме ние. Не сме внатре, Сузе, нека не ги збуни гледачите, затоа што не е отворено. Од 10 часот отвораат, а книжевниот базар ќе ги отвори вратите токму од 10 часот се до 10 навечер, така што имате време да набавите книги. Ова е книжевен базар во организација на Македонската асоциација на издавачи. Започнат е од 3 март, а заклучно со денеска 8 март ќе биде затворен. Што се нуди овој книжевен базар? Разговараме во продолжение со нашата гостинка Наташа Атанасовска. Најнапред среќен 8 март, среќен празник, нека ни е за многу години. Ви благодарам, нека ни е среќен 8 март и честит 8 март на сите жени, како што кажавте, и на вашите колешки и на сите гледачки кои во моментов не гледаат. Да, ние ќе доделиме и книги, ќе кажам уште на самиот почеток за сите оние кои што не заследиле на Facebook. Добро утро, секој утро е страницата која што во овој момент треба да ја заследите, почитувани. Добро утро, секој утро на Facebook. Ќе доделиме 2 книги за оние кои што ќе бидат најбрзи. Но прво да се запознаеме поточно со на што се случува на овој базар. Започна на 3. Како се одвива, Наташа, базарот? Дали сте задоволни од посетеноста и дали македонците купуваат книги? Да, базарот започна на 3 март, тоа беше во петокот и трае до денес. Ова е всушност 8 мартовски базар, кој секоја година традиционално Македонската асоциација на издавачи го организира во некој од затворените трговски центри. Секоја година е на различна локација, оваа година дојдовме во Веро центар. Најмногу поради тоа што Веро центар има една таква стратешка локација во нашиот главен град, односно е место каде што се движат и луѓето од Скопје, меѓутоа е во близина и на автобуската и на железничката станица и е место каде што доаѓаат луѓе од сите градови, од сите населени места во Македонија. Така што на овој книжевен базар оваа година својата понуда ја нудат 9 издавачки куќи од нашата асоциација, која брои вкупно 15 членки, меѓутоа 9 се решија да ги изложат своите изданија. Нормално, нивната понуда е саемска понуда, тоа значи по поволни цени, така што сите кои денес на 8 март не купиле подарок за своите сакани жени или кои сакаат да го надополнат подарокот, дали е тоа цвеќе или нешто друго посебно, за таа посебна жена на која сакаат да ја подарат нешто, ги повикуваме да дојдат во Веро центар и да го надополнат подарокот со книга, бидејќи книгата ги храни и умот и душата, и според мене и според сите издавачи и ние кои се занимаваме со книги нема подобар подарок од книга, освен можеби 2 книги, нели? Така, освен 2 книги и еден цвет, символично во знакот на празникот. Што е нешто најмногу се чита во последно време? Имате, претпоставувам, можеби и водите некоја статистика, што најмногу се купува и може да направиме една поделба какви книги одбираат жените, какви мажите? Не знам дали може таква поделба да се направи. Навистина, ние сме скромни со податоци, бидејќи во нашава земја нема истражувања кои се прават токму за издавачкиот сектор. Имаме информации само од издавачите, од нивните интерни статистики. Тоа што е тренд изминативе години во читањето, прво морам да кажам дека жените се многу поголеми читателки од мажите. Навистина, повеќе читаат и тоа не е така само во нашата земја, тоа е и во регионот, па веројатно и во светот. Жените читаат многу повеќе, можеби затоа што едноставно знаат дека е неопходно да си посветат повеќе внимание на себе, затоа што книгата е таа која
ни дава едно бавно време во овој брз свет, брз начин на живење и веројатно жените повеќе го осознале тоа. Така што да, жените повеќе читаат, а што читаат? Постои комерцијална литература, постојат брзи романи кои мислам дека најмногу се купуваат и се читаат, меѓутоа според оно што може да се види на книжевните групи на Facebook каде што разменуваат мислења, жените читаат и многу класици, читаат современи авторки и читаат силни женски гласови. И мислам дека според мене тоа е нешто што треба да продолжат да го читаат. Силни женски гласови кои поттикнуваат и ќе носат промени во нашето општество. А тоа е нели и 8 март, празник со кој ја славиме еманципацијата на жената, борбата за социјална, економска рамноправност, така што тоа е мојата порака, да се читаат силни женски гласови. Да, и одличен предлог за сите оние кои што не набавиле книга, им помогнавме, верувам, и каква книга да одберат за својата сакана, за ќерка, можеби пријателка и така натаму. Ние, како што споменав, ќе доделиме книги, ќе ја доделиме Совршен допир од Ана Антовска и Сивиот човек од Марка Грини, за сите оние кои што ќе бидат најбрзи, односно за двајцата најбрзи. На Facebook страницата ги одбравме овие книги за дали за себе или можеби ќе ги подарат на некому. Може ли вие да ни препорачате некоја книга, кои се вашите омилени книги? Можеби некои безвременски или класици, како што споменавте, или можеби некоја книга која што постојано и се навраќате, има ли таква? Книга на која што постојано и се навраќам нема, затоа што сакам да читам нови и нови книги и мислам дека многу посоодветно тоа да препорачам конкретен наслов е да препорачам авторки. Ако ги одберат нашите гледачки, читателите, тие авторки, мислам дека нема да сгрешат, а тоа се тие силни женски гласови за кои предмалку зборував. Мислам дека најсилните женски гласови во моментов во светот се Маргарет Атвуд, Арундати Рој, Елена Феранте, која што за жал кај нас не се читаа една толку добра авторка. Од регионов би ја препорачала Дубравка Угрешиќ, а од нашава книжевна сцена мислам дека Румена Божаровска, кога станува збор за силен женски глас, е ненадменлива. Дали ќе се согласите со мене и мојот впечаток е дека во последно време се пробуди повеќе интересот за македонските автори и навистина не само што интересот да купуваат читателите македонски автори, книги од македонски автори, туку и се разбудија повеќе македонските автори и нуди пазарот, книжевниот пазар, повеќе книги од македонски автори. Дали е тоа така или тоа е само мој впечаток? Не знам дали нуди книжевниот пазар повеќе книги од македонски автори, меѓутоа во последно време се случува некоја промена, тоа е во последнава деценија. На површина исплива нови писателски имиња и писатели и писателки кои се навистина силни и моќни, кои го доловуваат духот на времето, кои зборуваат за реалните проблеми со кои ние денес се соочуваме. Читателите ги чувствуваат блиски и да, многу повеќе се читаат и тоа сите не радува, затоа што колку по силна книжевна сцена имаме, колку повеќе се читаат домашните автори, толку повеќе расте свеста за книжевноста и ние како луѓе стануваме поеманципирани и се бориме за промени на подобро и кај самите себе си и во општеството. Ќе искористам приликата да ве прашам, ни доаѓате од Македонската асоциација на издавачи, подготвувате ли нешто вие, што е она што работите во моментов? Во моментов сме фокусирани на подготвувањето на конкурсот за наградите на Македонската асоциација на издавачи, кои се доделуваат оваа година 7 пат поред за време на сајмот на книгата, кој ќе се одржи од 4 до 10 мај неофицијално оваа година. Така што се подготвуваме за наградите, сакаме да ги издигнеме на едно уште повисоко ниво од претходните години и тоа е нешто на кое што во првичен план сме фокусирани, а во секундарен план секако е сајмот, најголемиот книжевен настан, па и најголемиот културен настан во земјава, да, кој го очекуваме да се одржи во мај. Покрај тоа што 8 март ќе го поминате на уште еден убав, а можеби помално убав, симпатичен културен настан, книжевниот базар кој што вие го одржувате, како ќе го поминате денот, какви се вашите планови за 8 март?
Моите планови се да го поминам со семејството, мирно, тивко, да се одморам од работа која што периодов ја имам премногу, со време за себе, а може би вечер ќе земам и некоја книга да читам. Да, тоа го очекував на крајот, секако сите можеме така да го завршиме на крајот на денот со една убава книга. Наташа, благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и вам на поканата и на времето кое што го посветувате на книжевни теми во вашата емисија постојано. Да, тоа го правиме со цел затоа што нашите гледачи, нашите редовни гледачи на Добро утро секој утро се љубители на пишаниот збор. Па уште еднаш ќе кажам, не знам, можеби има некој, не можам да следам кој што добил награда, но книгите кои што ги доделуваме ова утро се Сивиот човек од Марка Грини и Совршен допир од Ана Антовска. Добро утро секој утро на Facebook, тоа е страницата која што треба да ја заследите во овој момент. Оние кои што ќе бидат најбрзите двајца ќе ги добијат овие книги. Книгите ќе си ги подигнете токму овде од базарот. Денеска завршува, нагласувам, до 22 часот се отворени штандовите на книжевниот базар. Од таму ќе можете да си го подигнете вашиот подарок за 8 март. За самиот крај на ова издание, мислам дека уште толку време ми остана, ќе ви се заблагодарам на сите што бевте со Добро утро секој утро, што го започнавте денот. И уште еднаш ќе го честитам празникот на жената. Бидете храбри, бидете успешни, бидете свој. Поздрав од мене.